Почитувани, добар ден, ви посакувам добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Заедно сме, ете, вие и јас и со Мухич. И тоа е, би рекол, сигурна, проверена, потврдена работа. За жал се чини дека се помалку такви работи има. Практично, ете, ретки се тие работи во кои можеме да кажеме дека се сигурни, особено кога станува збор за она што ни се случува во државата, веќе не знаеме што е и дали е реалност или е, кој знае, некоја проекција холограмска. Ако се ставиме во таа констелација, па дури може и да се прашува човек дали воопшто постоиме, не постоиме, може би само сон или сон на сонот или кој знае што е. Ете така сега имаме и нови сомневања за, ако е така, за огромна афера која всушност не само, а и со право би внела вознемиреност, туку навистина отвора дополнително прашања околу тоа кого се имаме на клучни позиции. Но велама вознемиреноста заради тоа што задира директно до најдлабоките основи, а тоа е безбедноста на државата. Нема што повеќе, а всушност станува збор токму за тоа дека обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отворило предистрага по индиции за извлекување, копирање, тајно шифрирање на доверливи државни податоци наменети за странски разузнавачки служби, а од председателскиот кабинет. И сега ситуацијата е таква дека председателката засега јавно не кажува ништо, молчи, може да се каже, нема ништо од таму, ниту од кабинетот на председателот, а кој знае, може би сите се сега на информативен разговор некаде, да онака кафенце информации да видиме, или зафатени со тие работи, кој знае, кој ги има, па немаат време да дадат соопштенија, или што и да е, но нема никаква информација. Обвинителството ОЈО ГОКК, тие пак велат дека има предистрага за можна шпионажа во кабинетот на председателката, но дека не добиваат со месеци одговор од МВР на нивните барања. МВР пак без конкретен, без прецизен одговор, ни ваму, ни таму, тие ги анализирале податоците, се уште е рано да се излезе со конкретни информации, сите докази да ги анализираат и ќе видат и така натаму, но затоа пак премиерот знае се, како знае за ова со набавката на мазутот за ТЕЦ Неготино, дека е креирана, измислена работа од опозицијата, ДУИ и така натаму. Така ете знае и за ова дека всушност нема ништо. Дека ова се само сомневања и дека треба што побргу да ги заборавиме, затоа што оние кои ја внесуваат ова вознемиреност и кои сега преку оваа наводна, како што вели тој, шпионска афера, се всушност, како што вели тој, шпионски талог на општеството, структури од минатото, кои како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери и така натаму, испраќале анонимни дописи до обвинителствата. Таму ете Ислама Бази, како што вели премиерот, тој веднаш да истрча, да создаде паника во јавноста, дека нешто се случувало и затоа заклучува премиерот, не би го коментирал ова, односно овие глодари, затоа што мислам дека треба да ги заборавиме. Сега да заборавиме или да не заборавиме, лесно е да се каже, а јасно е дека не може да се остане рамнодушен. Дали е афера или не е, тоа како да ве разбудат од сон или само што сте почнале онака да се опуштате,
пред телевизор или како и да е, или пред онака вечерниот сон да ве фати, а некој онака ќе ве растресе, потоа ќе ви каже, а ништо, тоа се глодар и шпионски талог, спи сега. Ајде спи, не може, не се спие сега. Што значи дека во секој случај факт е имало или немало, дека системот дефинитивно мора да се исчисти, ако сакаме секако да обстане. Прво ние, па потоа и тој преку нас, затоа што треба и да се знае, токму да се нагласи тоа дека тие се носители на јавни функции, меѓутоа не сме да се однесуваат како да се над граѓаните, затоа што токму тие граѓани ги избираат да работат во нивен интерес и треба ја има таа обврска кон граѓаните да понесат и одговорност и всушност, како што кажав, да го исчистат системот од оние кои ја урнисуваат довербата во државата. А по однос на тоа сега, дали ова ТЕЦ Неготино била афера која измислиле претходниве или била на вистина злоупотреба, како и ова, дали шпионска афера во кабинетот на председателот или не, е една работа, но кога станува збор за шпионирањето, треба да се земе предвид дека независно дали бил талог или што и да е друго, како и да е, или кој како да го нарече, и држави и царства се создавале, доаѓале и поминувале и гарнитури, и глодарски, и талог, и така натаму, но шпионажата останала и продолжува и понатаму да ја има. Независно дали се овие или оние на кои посочува премиерот. Сакам да кажам дека и тоа како мора да се има предвид дека се менуваат работите и се сменило од некои дамнешни времиња, но шпионажата, шпионирањето останало. И токму во тоа и премиерот не уверува или постојано не уверуваше тие хибридни закани, па однадвор, па влијанија, и не само премиерот, од секаде, од ЕУ и така натаму, во извештајот на ЕУ, дека сме и тоа како подсилни влијанија на други интереси, странски, руски пред се и слично, значи страшно сме загрозени, веројатно и хипнотизирани, затоа велам, кој знае дали ја разликуваме веќе реалноста од она што е фиктивно, и тоа е факт дека имаме влијанија подеднакво, значи, од оние кои велат дека имаме влијание од Русија, и тие си имаат своји влијанија кои ни прават. И секако дека и тие, ако можат да дојдат од некои информации, не би го пропуштиле тоа, дефинитивно. Што значи дека, затоа велам, се менува, само шпионажата, шпионирањето останува исто. Се менуваат формите на шпионирањето. Што значи дека не е битно дали некој измислувал или имало талог или каков бил, ако и нема ништо, добро е да се прочисти ова и особено системот да се прочисти, да се преиспита и веќе да не се случуваат, особено не секој втори, уште малку секој ден ќе испадне нешто околу такви афери, дали е афера мазутот или е вистински случај, дали е афера шпионирањето или е вистински случај, дали е ова или она. Но ете, затоа, што мислите вие по однос на ова? Има ли шпиони во политичкиот врв кои работат против државата? 60-91, 924, 925. И ако има, зошто да го поентирам воведот? Ајде и да ја отвориме официјално дискусијата. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, вие сте, да, повелете. Добре, изненадена, затоа чекам. Ајде да повелете, се радувам, да, вие сте. Ето многу убаво кажавте дека и шпионирањето постои, меѓутоа зависите у каква форма и кога и како. Мислам, тоа е факт и нема што секој пат имало и во Југославија го имаше, значи ова си постои од кога постои светот, не може ова ништо да се направи, меѓутоа во која форма и како и за кого и каде, затоа што многу е важно за кого се шпионира,
Тоа е многу важно. Да. Меѓутоа, ја пак ќе кажам, цела светска шпионска служба што постои во светот во Македонија е има. Така да мене ова ништо не ми е, како да кажам, ново или еве се случило. Меѓутоа, ете, сега откриле, секој пат имало и дека има. И за жал, тој непотизам наш, да го речам, морам да го спомнам, непотизам, зашто тука мора да се умеша, непотизам зависи на кој начин. Дали фамилиарно, дали пријателно, не е битно, непотизам е непотизам. Значи, тука мора, затоа што кај нас така функционира цела држава. Ја не верувам дека во ниедно, како да го кажам, ајде, во ниедна институција дека нема шпионирање. Значи, јас не верувам. Јас сум работила во трговска фирма, па секој пат имало, а да не зборам за институции. Значи, не може никој да ме убеди дека шпионирањето е нешто ново или дека не постои. Постои. Па и ние го имавме големото уло пред колку 20-30 колку години беше шпионирањето, нели, така да ништо не е ова ново кај нас. Жолти комбиња и слично, што знам. Ама што се не сме поминале ние овдека и затоа верувам дека има, затоа што така функционира. Вие видите од партија, од не знам каде, како да кажам, значи нема, нема, значи буквално без шпионирање кај нас народот не може, мислам и да живее. Ние сме можда и таков народ сега, не знам јас овако тоа под наводници го кажем, али буквално све на база на шпионирање. Јасно, така е, ви благодарам. Па тоа е тоа, од каде се сите тие политички бомби, се знаат едни за другите и не знам те овој имал државјанство на таа држава, оној фирма отворил таму, сопругата му, ова семејството на братот и така натаму. Од каде тоа? Впрочем и апсолутно информации кои имаат, па и со законот, заштита за лични информации. Значи, не може да... Јас гледам, дури не за жал, не е проблем и не ви треба ни посебна некоја вештина и да дознаете, што знам, состојба на сметка на некоја X лице. Нема врска што не сте вие. Тој, односно што прашувате за друг. Тоа покажува колкава е професионалноста, колку се почитува законот. Доволно да имате некој во банка, ќе отвори таму, има ли тој пари? Јас гледам тоа, па ова бизнисмен и му должи и така натаму, ќе видам, јас имам во банка, отвори, кажи колку, не ми плаќаш. Имаш парите, провери. Како може тоа, се чудам, неверојатно. Значи, апсолутно флагрантно прекршување, непочитување на тие податоци. Секако не коментирам воопштено кој тоа и како го прави, но има затоа и шпионирањето, не е тоа тука, затоа има посебно мрежа, не е тоа на големо, така и ова кој ќе ви даде, треба да го имате човекот, не знам, кој ќе, не знам, краде струја и слично, треба да имате, тоа се тие канали, па затоа е тоа под превезот на тие, затоа пак и шпионажата има разни типови, има и она меко шпионирање и слично. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Да. Благодарам. Шпионажа имало пред да се создадат државите. Шпионски талог, глодар имало исто така, ама жолти комбиња немало. Жолтите комбиња, како да ги заборави нашиот господин премиер. Ама ова друго во овие погрдни зборови никако да ги заборави. После опозицијата е виновна, новинарите се виновни. Значи ништо нема да коментира, само овие три збора ќе ни ги каже и толку. А нема да каже кој е тој вработен таму, нема да каже од кога е вработен, нема да каже дали припаѓа на политичка партија. Значи тоа ќе испитува обвинителството, ама не на бази. Не знам, може би ова на новиот обвинител. Не знам кој е обвинителство. А што сите податоци не се дадени, кој за тоа е виновен? Зошто? Значи, самата институција ги крие податоците. Па сега се виновни и оние шпионажи и талози од Адам и Ева. Значи, толку недолично однесување за еден премиер. Треба да се преиспита што збори и кои зборови ги употребува. А не постојано, јас слушам и некои медиуми, опозицијата како се изразува. Па
Еве дека ме казни Господ, меѓутоа, изразувањето на Филипче во зборови и изразувањето на премиерот, што дотлуку тој е премиер, од А до Ш се разликуваат со навредливи зборови. И нека не се прави премиерот дека се уште е во опозиција, кога е премиер 2 години веќе. А ова било од декември, па повеќе од пола година било. А ние сега го дознаваме, исто како за она со неговиот телохранител и со издавање на податоците од неговиот кабинет. Што значи, шпионажата тој си има во скутот од неговите следбеници кои некое време. Да, благодарам ве, поздравувам, но и однесувањето вокабуларот на функционерите, представниците на партии и слично зависи во голема мера и од окружувањето непосредно, советниците, односите со јавност и така натаму, затоа што генерално тие ги подготвуваат, макар како концепт, не е јасно дека тие немаат што да кажат сами, но како концепт или каде да се акцентира што и слично. И јасно е дека се оди во одредена насока која не е инцидентна или случајна по однос на употреба на одредени термини. Затоа велам, ова во смисла чисто да не биде на премиерот тој нешто се досетил и така натаму. Па токму, ете, портпаролот на ВМРО-ДПМН е по однос на еве друга тема, но денеска гледам, еве, цитат, мекотелните политики на Филипче и СДС даваат на Бугарија можност, и тоа и пишува покрај него, а тој го чита тоа од оној телескриптер, идиот, популарно наречен. Тоа е таа машинерија која го подготвува текстот, тоа е маркетингот. И сега, ако е проценето дека со тоа ќе се допре, мислам, тоа е маркетиншка проценка. Така да кажам. Ова велам во контекст токму дека не е сега на премиерот да се нешто кој знае како лутиме дека ексклузивно тој се досетил или повторува, туку тоа е еден концепт кој, ете, тој го прифатил дека, да речеме, добар маркетинг ќе донесе и сега тоа е тоа. Па, ако се покаже дека тоа носи негативни резултати, ќе го сменат веројатно, не е ништо. Се детектира на терен како ќе реагира и веројатно добро котира за да продолжи. Ете тој начин. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Да, убав ден, Иван, повелете. Благодарам. Вака, ќе речам, моето размислување ќе го кажам дали има шпионажа, дали има некој кој не следи од страна или директно во самиот политички врв. Овдека ми се чини, прво службите не процениле кого да стават на тие места и дали тој е лојален на државата, лојален на председателот на државата, на владата и така натака. Меѓутоа овдека се ставени некои си глимизавци, некои глодари, лешинари, такви луѓе се ставени кои што никој не обрнува внимание на нив, а тие си работат онака како што им налага нарачателот, а овдека се гледа дека ни председателката на државата воопшто не води сметка за незината работа и дали ги сочува податоците, информациите, сето тоа што е доверено, дали може и мора да помине во други раце и да биде пренесено надвор од државата. Некој сигурно има апетити према нас, некој сигурно добро е платен и тој е укотвен тамо на културен начин како гмизавец се улигува, се упикува тамо и го користи правото на некој што не обрнува внимание на своето работење. Такви се нашите сегашни политичари кои водат државата, а нон-стоп кажуваат дека тие се најдобрите, дека најдобра ја водат државата. Се што прават е нај, ама нај во обратна смисла и ми се чини поарно да растурат државата, политичката гарнитура, да се предвремени избори и да се изберат стварно прави луѓе кои ќе не водат онака како што треба и да не... Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме. Да.
луѓево си зборуваме, ние ама изглед не знаеме што зборуваме. Мора да има плюс минус. Без шпионажа не може држава да постои. Тоа е исто како струја. Една жица е плюс, една е минус, кој ќе ги составиш ќе светни. Да. Мора државата да има шпионажа. Зошто? За да се држи власта во форма да води сметка, да не забега негде. Оти ако нема шпионажа, кој остават власта сама на себе, тога ќе пати усет крај, ќе не може да пати. Ќе забега скроз. А вака ќе мора да биде стално на штрек, ќе знае дека некој следи, ќе знае дека нешто се случува, па да води сметка. И сега председателката, кој знае што имало во кабинетот на председателката, која шпионажа е направила. Да имаме нешто, атомска постројка таму или било што некој измислотини што светов ги нема, па ние ги имаме. Или ќе правиме некои војни негдека, или атентати ќе правиме, или арамилук нешто се прави таму. Голема работа, што откриле таму. Кревети и ќебиња за спиење. Што зборуваат луѓе, не ми е сватливо. Што имаме ние во Македонија да се шпионижа? Која е таа шпионажа во Македонија што се прави и зашто? За нивие што не се изработени? За фабрики што ги растуривне, тоа ќе шпионира. За производство што немаме. Па тоа е факт, секој го знае, нема што да се шпионира. А за дипломи што се дава, што се штампат така, за тоа ќе шпионират. Се штампат. И луѓето толку се образовани, толку знаат да водат држава. Овие на врвот што се горе, сите се солепени. Благодарам ве, поздравувам. Да, сомнежи дека вработен во кабинетот на председателката извлекувал податоци од компјутери во кабинетот и кои понатаму биле предавани на странска разузнавачка служба. Значи, тука ја имаме уште полошата варијанта, не е внатрешно власт, опозиција се еднопартија и така натаму, па да се види кој што како планираат, што па да се, не знам, направи некоја друга стратегија, туку на надворешни разузнавачки служби, како сомнежи. А она што велите, го потврдуваме јасно, имало и ќе има постојано шпиони и шпионирање, и всушност што е на крајот од краиштата, што се организациите, односно институциите, АНБ, национална безбедност, а што прават тие? Јасно, или разузнавање, контраразузнавање. Прашањето е дали и внатре прислушуваат, спроведуваат оперативни активности, сознанија според директиви, значи, но од страна на државата, за внатре или за надвор, разузнавачки или контраразузнавачки. И во таа смисла има и она што спомнав, разлика на типот на шпионажа, дали евентуално мека шпионажа, која оди преку, не знам, прикриени дипломати или аташеа или странски дипломати, соработници за култура, за спорт и така натаму, а всушност се затоа условно прикриени, или помалку прикриени, директно, може би грубо звучи, но што се странските представништва? Тие секојдневно седат и извешта и праќаат. Со кого се сретнале, што, како било, каква е состојбата, тоа и се странските представништва помеѓу другото за тоа. И има јасно и друго нешто со работки и слично, но апсолутно секој дипломат на дневна база известува дома. И тоа е нормална, легална работа, тоа е јасно, затоа велам, како мислам легална, официјална, како службите АНБ или БИА и така натаму во Србија. Прашањето е колку може да дојдат до таму каде што не би смеело да се дојде. А дека ги има, тоа е јасно. И која дошла? Затоа е разузнавање, контраразузнавање. Влегла надворешна служба од надвор во кабинет на председателот. Или вашиот човек е кртот, условно кажано. Тоа се тие моменти, а инаку не е тоа велам никаква тајна. Ги има
како официјално регистрирани агенции. Но колку може да ви влезе и да ви без ваше знаење собере доверливи информации? Тоа е прашањето. Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, повелете. А ја мислам дека е талок. Што го направиле лодарите. Аха. Ајме, например, Табарот, лодар, дека и прави брани. Значи нема афера, талог кој измислува Да, Така. талок. И фабрикува. светот, например, Европа знае дека сме економски веле сила, трета економија. И спроведува мерки. Знае дека сите странци ги привлекуваме да дојдат странски инвестиции, исто љубоморни се на нас. И туристи исто привлекуваме, така тоа да го спречат, знаеш, на некој начин. И затоа се ствара шпионажа. Ама мене ме чуди кај што председателката е не баш битен фактор, баш кај неа шпионажата да биде. Треба кај премиерот да видат како може Македонија да стане трета европска. Веројатно тие се слушаат често, гледате и премиерот има обичај да се јавува и на обвинители и така натаму, па сигурно и на председателката, уште ако ја имаат и таа релација роднинска. Слушаш? И го слушаат и него токму, што зборат со председателката, да? Знаеш, некако ова ми личи на забеганост. На забеганост и од власта, ама и од медиумите. Забеганост и тоа у крајна фаза. Што има председателката да чува, ај каже? Доверливо нешто, што има? Сега нешто доверливо да наброиме. Ја не можам едно нешто да наброим. А премиерот, например, можем 10-15 работи да ги наброим. Поздрав, пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете, што мисли следниот соговорник. Повелете, добар ден. Добар ден. Ете, гледате, има и такви како гледачот сега кој смета дека нема на вистина ниту некоја сфера на интерес за да се шпионира, прислушува председателскиот кабинет, дали со актуелната председателка или воопшто, не знам, но ете. Има ли некој друг да го слушнеме, да го поздравиме? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, што мислите? Добар ден. Се слушаме. Да, се слушаме, повелете. За шпионажата и некои други работи, што на премиеро некако не му се потев, вика, не да влегувам во коментар, одбинатото се уште се понаша како да е опозиција, не власт. И само би спомнал нешто во врска со овие студентите, зашто се дозволе од други држави да влегува да го поддржува тој така речено протест на студентите. Зошто за тоа ништо не кажи? И друго нешто би спомнал, дека дали е потрагичен момент ова што е со мазотот, краток би бил, да му се јавува на новиот обвинител, а не е трагичен момент и на Миле Лепков, да му кажам, случајот Кочани, што 63 млади дечиња изгореја и 250 останаја трајно инвалиди. Дали кој е она побажно, кој е она, мислам, кој е потрагично? И зошто не ургира премиеро за овај забавените случаи со судството во Кочани? Јас, например, би кажал дека има дипломи купени, има и поклонети. Нашиот премиер има поклонета диплома од неговиот родител. И јас не знам дали досега сме имале, например, понеписмен премиер од овај сегашниот премиер. И би спомнал уште едно за тој Мерцедес што спомнува еден дека
биле осудени. Осудени се за Мерцедесот, не за скупувањето, него начинот на кој е купен и го извадо. Така, благодарам, истече времето, но и излеговме од темите и кој како дошол на протестите. Може едноставно како дошле. Па по се изгледа не дошле со мотори, со моторцикли. Да се обиделе со мотор да дојдат, како министерот откри минатата недела. Ке ги изгориме сите, моторите ќе им ги земаме. Нема тие да глумат моторџи. И тие сватиле веднаш и си дошле инкогнито, маскирани. Ете, она што вела, мека шпионажа. Инаку вака ќе ги собрале сите. Добар ден, повелете. Добар ден, имаме ли некого, повелете? Се слушаме ли со некого, повелете? Ало? Да, повелете. Добар ден. Ајде, повелете, добар ден. Наеднаш некако се уклучи. Добро, се радувам да имаме некого важно, да. Дека функционира се. Вака, малку му рачистам дилемата прво на рибарот, што очигледно не разбира и сите што вика трета економија во Европа. Тоа знаеш како ти е? Како некој ученик од двојка да добие четворка. Значи, тоа е трет ученик, да речеме, во гимназијата што постигнал напредок, а не е трет по успех во гимназијата. Так, а двојно повеќе го зголемило двојка на четворка. Еден од учениците што има голем напредок, трет во гимназијата со напредок, а не дека е трет по јачина ученик, по вредност, по оценки. Како не разбираат, значи, кога не разбираат и само ќе си трескаат тука. И сега оваа шпионажата е многу интересна работа, знаеш, и суптилна е. Замисли ако е шпионирано, например, за американците. Кој е тој што ќе го обелодени тоа? И како би изгледало тоа, сега да се објави, еве се шпионирало за американците. Па може патриотски чин да биде тоа за стратешкиот партнер. Нема теорија, значи само ако се русика и нас во прашање, 23 руси ќе ги спобркаме. Така. Тогаш може. Ако е германци или американци, оди објави да те видам. А најголема економска соработка, например, со германците имаш. Оваа шпионажа е нормална и не е лоша. Лоша е онаја, Заев што ја кажа, ме црпнаа од нива и ме подготвуваат за големи дела. Тоа самиот го изјави. Тоа е тој подготвуван, спремен за големи дела. Ете ги големите дела за кој беше спремен Заев, за кој што го спремаат тие странците. Таа шпионажа е опасната и еве на која тережа ја донесе државата. А мислите дека сепак имало упад, не јасно дека обиди тоа и го се согласивме со сите. Тоа имало, се знае, и индустријска шпионажа, има каква не шпионажа, има и спортска. Еве Саутем. Па јасно, да, ете, па тоа и поентата, отпорноста, имунитетот на влијанијата во секоја смисла. Да, ете, и кога спомнавте шпионажата, пак има, мислам во контекст на темата, не е само таа политичка. Туку е јасно и индустријска и во разни сфери, дефинитивно. Економска, како и да е. Што се планира, некој проект, не е битно, чебрен и така натаму, колку би чинело, како, кој дал понуда, се дојде до информации, веднаш вие сте не само во предност, туку вие сте победник. Знаете колку да понудите, што се бара. Така што има многу видови шпионажа, односно со разни цели во различни области. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво, поздрав до вас, повелете. Па види, моја логика на нештото е, предвидејќи ние ништо не можеме државно да заштитиме. Значи, логиката е се шпионираат едни со други. Покрај власт, опозиција и обратно. Ама ете за надворешно било, странска разузнавачка служба, сомневањата. Каква сега, кој доаѓа тука, што сега тоа прави во анархија од држава. Што добро и што уште тука функционираме некако, ја не знам како. Се тоа шпионажа, значи, пази, Мјалков на времето беше најголемиот шпион со таа апаратурата од Израел. Ги пресретнуваше сите разговори и пораки помеѓу бизнисмени кои правеа сделки, им ги реметеше математиките. Те не ги зема тие за да го заштити државниот интерес.
Не може да си прави бизнес и он да биде тој главниот. Така и овие овдека сега, дали се странски, загледав нешто ноќеска на една интернет телевизија, али не кажа како што нешто као демек две држави биле тука, прашање. Ама две држави заеднички, значи тоа би требало да е Косово и Албанија, нешто така би требало да биде. Или па Бугарија не биле во игра, значи може па и да е Србија и Елада доле. Не е чудно ништо, ама... А Русија се откажала, мислите, од нас или нема потреба, таа си има други начини? Русија, кога ќе почне да настапува, сами ќе дознаеме и ќе осетиме, нема геле. Веќе се познава по она... Добро, па ни велат, нели, окружени сме од секаде изразито високо ниво на руско влијание и така. Да. Нека шира тони демагогија. Ќе дојде демагогијата тука лично и тоа начело со... Не, ако се разбудиме утре, па одеднаш руски зборуваме, што ќе правиме? Нема да се свестиме како отиде јазикот. Иако добро, за сега отиде кон англискиот. Се повеќе звучи на англиски отколку македонски, или барем со интеретнички, онака, англискиот е, како ќе се спогодите, англиски, тоа функционира супер, нема дискриминација. Само англиски, ако знаете, и со сите сонародници нема проблем. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Повелете, да, се слушам. Исо, да. Се смеам и се крстам на предходниците како размислуваат. Секоја чест. Објаснете ни, да. Дали се свесни што значи председателски кабинет? Дали се свесни што значи прв човек во државата? Дали се свесни до кои информации он доаѓа и му сервираат какви информации? Да, точно, ние сме мала земја. Но дали знаете со кои очи сега ќе го гледаат во странство? Дали знаете со кои мерки на безбедност ќе бидат зголемени ради неговиот кабинет што ќе доаѓа со него, под која присмотра ќе бидат? Дали луѓето се свесни што се случува со кртовите? Еве да им објаснам просто едноставно. Кога се биде стево, вилата се чисти хемиски. Знаете што значи хемиско? Све се менја. Цел персонал. До чистачка се менја. До куварка се менја. До собарка се менја. Се носи нов персонал. Тој нов персонал го гарантира АНБ и Агенција за разузнавање. А директорите на тие две институции ги поставува председателката и премиерот ги постави. Тие луѓе треба да сносат одговорност за овој скандал. Дали знаете што значи овој скандал? А добро, според премиерот е наводен. Па да, за него е ништо тоа, затоа што овдека работи ВМРО Валјаво. Јас затоа ве повикувам, одете на интернет, погледнете ги емисиите на вашиот колега Васко Евтов во центар синокешната што беше за 20. Вие луѓе заборавате ли дека ние имаме 8 разузнавачи кои ни ги покриваат странски служби? 20 се во Грција, 20 се во Турција, во Маđарска. Дали луѓе следат колку наши разузнавачи избега, а ги покриваат странски служби? Не ни ги даваат. Зашто? Па затоа што тие цело време работеле за нив. За овој скандал Бојан треба денеска веднаш да си поднесе оставка. Директорот на АНБ и директорката. Да, благодарам. А добро, тоа што одат по други држави, па ете го прашањето со тие двојни државјанства, помеѓу другото. Добро, некои одат и добиваат азил и слично, секако и во замена на тие информации, помеѓу другото, но и без оглед на тоа, ако си има двојно државјанство, нема проблем. Од тука и прашањето, не само кој е патриот, поголем или не, туку колку потенцијално се создава ризик и потенцијално се овозможува да се дојде до таква ситуација. А не е битно кој е, значи сите имаат одредени сертификати за безбедност, зборуваме за НАТО и така натаму. Тука се пратеници и слично. Сега тој државјанство од овде, од онде. Тоа се тие работи. Во ред, дајте ви едно државјанство, а не сакате, па не може ни сертификат да имате. Мислам, во колизија се. Сертификат за доверливост, а државјанство од друга држава. Така што тоа се поврзани работи. Не е само премиер и така натаму, тој е всушност и најмалиот, мислам, како функција
ова се тие работи шпионски, впрочем и многу понизок профил ги прави. Нема да се шпионира премиерот или председателот или председателката седно. Извршните оперативците се друг профил, тоа е тоа. Тука може да дојдат и од понизок профил кои имаат пристап таму. Добар ден, повелете. Исто добар ден. Да, повелете, се слушаме, да. Вака се. Полицајето со Петрово брдо се разбира. Аха. Абе, нема појма тој што збори. Ние имаме институции, немаме гајле. Кој да шпионира? Мислам, шпионажата е, Мосад е најјака, па го шпиониране овој Филипче. Му откриде приватна Мосад. Разбираш, му откриде неговата дозвола за она израелска кај беше држава. Фирмите му ги откриде. Да, добро. Нека не се секри, имаме ние институции, немаме гајде Македонија од шпионажа. И нека се тера, нема што ќе не шпионира, ние атентат ќе ни прават на министрите. Нема гајде Македонија и му најдат тие работи. Подршка за Тошковски и председателката, знаат што прати Мицковски, само напред овие. Да го ставиме Прцковски да краде од доларите, да видиш како шпионажа таму го открие и него како краде долари, а тој син му шмрка. Тие, ако дојат на власт, ќе не оплячкаат скроз. Домаро колку е силен, толку и Македонија ќе биде силна. Поздрав, Исо. Поздрав до вас, добар ден за следниот учесник. Повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, поздрав, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, да, се слушаме одлично. Па не знам зашто се толку нервираат гледачи и слушатели. Па не знам ние што пардон, што може да скриваме, што е тајно, кај нас па да ни треба шпиони. Па сите се шпиони, и министри, и пратеници, сите се шпиони. Не знам како, што не сакаат. Што не сакаат да донесат закон за едно државјанство да имат и пратениците и министрите што сакате, да се знате си бугарофили и албанофили, албанци и македонци и така натака. И како да живееме ние обезбедна држава што се не шпионира нас, коначната власт, и председателката, и премиерот, и Министерството за внатрешни работи, и обвинителот, гледаат нови протести студентите, ајде наминета тоа што носат знамина. Него што не бе студенти, што еден нивни таму што беше глумец, некој познат онакво, рече, јас сум Скопје ми во Албанија, јас сум во моја држава. Па тој требаше он подкитно да биде апсен одма. Значи одма тој ти каже јас сум во Скопје во Албанија, не е уште водвоено. Значи не признаваат Македонија и се знаменети дошло тука те окупирал Македонија. Па каква безбедност има, какви држави? Сите наши политичари се продајани. И така вика се Лупче Ѓурѓевски во времето србите кажува на вести во Македонија се припремат терени, учака терористи ќе биде нападната Македонија. Лупче не лажат србите, не лажат тие имаат образ од нас. Сето тоа го знаеше. За да би после и полеко полицијата и војската од граница да се леат слободно туристи да прават што сакаат. И победе нашите бранители, овие ги испратија со автобуси во Америка, тие што стана тука со закон, ДПМН и предложи закон и СДСМ го соја и ослободија и дадоа власт да имат. Бил во армија избегници Џафери, па го стави ВМРО ДПМН да биде министер на армијата на тие што пукал. Па све кај нас се јавно нема тајно што да скрива, не знам од кого. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Видите, прислушкувачите се исти што прислушкуваше и Груевски. Наредбувачите се исти што наредија да се прислушкува Груевски. Целта е да се собори владата. Зоран Заев само променил на место во влада да се прислушкува како што беше Груевски, сега председателката. А премиерот разговара страно од председателката. Има странска служба увенешено. Меѓу првиот и, ќе ви кажа еден пример сам, меѓу првиот и вториот круг на локалните избори, наши. Јас бев во Бугарија.
и слушам бугарска државна телевизија BTV на соберени 3 професори од Универзитетот Софијски историчари, они ги вика историки, не знам така нешто. И они биле тука да помагаат на Зоран, на Филипче, првиот круг на локалните избори. И разочарани оти многу слаб успех се постигнало. А оваа водителка те ги праша, ами со што помагавте? Пари дадовте ли пари? Они рекоа така, се дадовме, ама ништо не освоивме. Само 2 криви села, Крива Паланка и Кривогаштани. Тоа го ја слушав на бугарската телевизија. Значи, умешање Заев, Бугарија и уште една, ево не смеја да кажа, западна земја. Криви са ВМРО. Требеше, како што рече овој джандарот, хемиско чистење. А председателката оставила сите, само довела еден правник тамо и сменила ова. Благодарам, криво, ама ще го исправиме ли, како би кажале? Ќе ги поправиме ли, исправиме ли искривените работи? Овие нека си останат Крива Паланка, Кривогаштани, тие си сепак автентични по тоа. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани почит до вас, добар ден, повелете. Поздрав до телевизија 24. Повелете, поздрав до вас. Интересна работа. Партиските јуришници на СДС, Левица и ДУИ веднаш поитаа кај Абази за кривична пријава за шпионажа, а нема наведена штета и нема наведени обвинети. Каква е таа шпионажа кога немате штета и кога немате обвинети? Па еве МВР не доставувало, обвинува ОЈО-ГОК. А МВР, значи Панче Тошковски со месеци ги крие нема одговор од шпионите. МВР на барањето на ОЈО-ГК од ноември минатата година. Да ми сам Значи цитирам Панче пренос. Тошковски ги крие шпионите. Одлично. Па еве шанса на СДС, Левица и ДУИ да победат одма. Народот на улица, Панче Тошковски крие шпиони, одма шарена револуција. Зошто да не се направи веднаш, значи ако е толку сериозна работата? Или, например, ова со двете државјанства, демек, ако има друго, ќе работел за друга држава. Те Сања Божиновска министерка има чешко државјанство во меѓувреме, има и македонско. Сега таа шпионе, не знам по овој критериум. Или еве во 7-те години од 2016 до 2024, додека се вршеше севернизацијата, бугаризацијата и дуизацијата на Македонија, дали имаше закон за забрана на 2 државјанства? Немаше. Што значи имаше тогаш и министри и владетели со двојно државјанство, кои има странски наречатели, кои партии работеа за странски интереси, ама имаше и поддржувачи кои велеа странците да ги слушаме, ние македонците немаме мозок, за нигде сме, такви имавме. И не знам, некој рече со кои очи ќе не гледат странците. Па нели до вчера не убедува СДС, Левица и ДУИ дека странците не гледат, дека изолирани сме, дека нема странски инвестиции. Патем да ви кажем, Карши Кромберг се гради нова фабрика. Кажете, да. Ве слушам. Карши Кромберг и Шуберт се гради нова фабрика, веќе почна со работа Brainchild се вика со 200 вработени. Нова странска инвестиција. Ајде, благодарам за информацијата. Меѓу нас само еве, немојте да има нешто неовластено шпионирање и размена на информации. Ова ексклузива само за телевизија 24 вака, па да подготвиме, обработиме, истражиме, испитаме веста, па потоа ќе ја обзнаниме. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, се слушаме, да. Се слушаме. Да, вие сте. Најпосле да добиеме. Одлично, ете, повелете. Благодарам. Молам. Шпионажа. Па Верушевски не ги снимаше ВМРО кога беше на власт, Верушевски снимаше разговори што ги даваше. Тоа се со наредба на некого. Има добро, точно дека странски известувачи, ама нашите треба да ги сервират на не тие странски, странски дават пари за нашите да запарани, ако треба и другеното дете ќе си го продадеме, а не државата. И затоа не е ништо ни чудно, ни ништо што има прескушувачи или за шпионажа. Најголемите херои и секогаш шпионажа нашите
борци од време, не од сега, се загинувале од тие шпионажи, ама само од нашите, од македонците тука. Па гледайте го Ахмети, требаше да заврши у Хак, он ке ми праќа писма по државите да се плака за... Како не го е срам? Или ова Бујар Османи, ако Бадентер не се воведе, физички ќе се прерачунува. Требало да има на парите, албански јазик требало да има на војската. Чекај бе, ти иди у Германија, потржи така да има и на парите и тамо да се примат да полагаш на албански. Срамота. Тражи се нешто. Доста ни се од тие веќе тирански платформи, бугарски договори, преспански договори, да правија државата дармар, нели ги е срам, вие си да се наслушам го Филипче, што се понижава толку, нели се контролира, па народот слуша, па цене, па не сме ние ретардирани. Па срамота е. Срамота е тоа да се кажува кога некој човек дебе да малку да размисле. Вие такви, тие такви, народот со мене ки живее, со кого ки живее, кога го знаеме. Фала многу и пријатно исто. Благодарам, поздрав до вас. Добро е што ние се знаеме одлично, па барем, мислам сите генерално, овие ние народот, луѓето, населението, па нема потреба, може би, нешто посебно да не шпионираат, а веројатно има, ако ги шпионираат овие. Да видиме што ќе покажат истрагите и дали ќе остане на тоа, ако се утврди дека биле предавани на странска разузнавачка, дали туку така, заради патриотски мотиви кон таа некоја странска опција, или дополнително биле и продавани, па што би значило дека имаме што и да понудиме, па и да заработиме на информации. Но, ајде, ќе останеме, да оставиме да почекаме, а јас ви благодарам и за учеството и вниманието, ви посакувам пријатно попладне и, разменете со блиските позитивни информации, ба и откриете им го и она што може би не го знаат, за да не се обидуваат да ве шпионираат. Подобро вака со отворени карти, како и тука. Довидување.